Јавниот обвинител од својот завршен збор действијата на извршување на обвинетите и подведува и рекумулира под два алтернативно дадени облици на извршување кои опфаќаат предизвикување на страдање поради било каков облик на дискриминација, како и душевно страдање заради казнување за кривично дело на лице кое е осомничено, а воедно и на действија на извршување кои опфаќаат употреба на сила, закана или друго недопуштено средство или начин со кое се предизвикува кај друг тешко телесно или друго страдање поради било каков облик на дискриминација. Вака поставената правна квалификација е неоснована и е во директна колизија со действијата на извршување што му се ставаат на товар од следните причини. Имено, ниту теоријата, ниту праксата познава стек на еден статус извршител да истиот се јавува истовремено и во улога на извршител на кривично дело и во улога на поттикнувач на кривично дело. Стекот како институт е возможен само кај действија на извршување поврзани со извршување на едно или повеќе кривични дела од страна на исто лице со едно или повеќе действија на извршување. Анализата на диспозитивот на обвинителниот акт содржи во уводот действие на извршување за Сашо Мијалков, формулирано преку законска формулација, како наведување на преостанатите обвинети во сторување на кривичното дело. Непримиливоста на вака поставената правна квалификација доаѓа од фактот што според описот на диспозитивот на обвинението, наведувачкото действие е действие на извршување како законско обележје на ова кривично дело, па оттаму не може истото да се квалифицира и како поттикнување на извршување на кривично дело за кое се обвинува Сашо Мијалков.